Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Општина Тетово сака да основа Центар за култура со име на првиот министер за војна на независна Албанија од 1912 година Мехмет Паша Дерала. По 15 години општина Ресен за прв пат е раздолжена и одблокирана. Новиот муфтија за Тетово пријавил во полиција дека бил попречуван да ја превземе должноста. Ќе се зголеми цената за вода за пиење во Тетово. Домаќинствата ќе плаќаат 21,5 денари за метар кубен. Анализа на невладин сектор вели дека општина Тетово за една година има потрошено 211.000 евра за дневни и патни трошоци. Демант од председателот на Советот на општината. Работниците од печатницата Напредок на колективен одмор до средина на февруари. Се уште чекаме исплата на повеќе плати. А на самиот почеток информацијата за одбележени 40 години од осветувањето на црквата Свети Атанасиј во Тетовско Долно Седларце. Црквата посветена на Свети Атанасиј Велики архиепископ Александриски во село Долно Седларце одбележа 40 години од осветувањето. Беше ослужена света божествена литургија на која чиноначалствуваше надлежниот епархиски архиереј митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Верниот народ се причести со светите тајни. По завршувањето на литургијата беше извршен чинот на мал водосвет и беа прекршени празничните кумски лебови. Црковниот одбор на владиката господин Јосиф по тој повод му подари архиерејска митра круна. Во својата беседа митрополитот господин Јосиф, истакнувајќи го значењето на храмот за секој еден верник и за самото село, ја искажа својата радост за овогодинешниот храмов 40 годишен јубилеј на црквата Свети Атанасиј во Седларце. Храмот е душа на селото. Низ овој период од 40 години во овој храм се случиле безброј радосни моменти. Тој бил место каде што вие го наоѓате вашиот животен спокој. Затоа секој од нас треба да се труди и во иднина да го чува и запази овој храм, кој го изградиле вашите предци и го оставиле на вас. А вие пак како залог треба да се трудите овој заеднички дом да го сочувате за вашите чеда и внуци кои доаѓаат после вас. Храмот е најголемото заедничко наследство кое една генерација може да го добие од своите предци. Храмот е духовно лечилиште, место каде што сите заедно како црковна заедница се осветуваме и богоподобуваме, за да го здобиеме вечниот живот, истакна во пригодната беседа владиката господин Јосиф. Црквата Свети Атанасиј во Долно Седларце е почната со градба 1979 година и завршена по 5 години работа. На 31. јануари 1984 година осветувањето го изврши тогашниот митрополит Полошко-Кумановски господин Кирил.
На седница на Советот на општина Тетово ќе се најде на дневен ред и предлог одлуката за основање на јавна општинска установа Центар за култура Мехмет Паша Дерала. За името на Мехмет Паша Дерала на слободната енциклопедија Википедија се вели дека бил отомански албански воен офицер и државен службеник и еден од делегатите на албанската декларација за независност. Дерала служел како министер за војна во привремената влада на Албанија. Тој бил главна фигура на антиотоманските востанија, а исто така се спротиставил на српските и црногорските посегнувања, се вели во написот. Според предлогот за кој треба да се гласа, главна дејност на оваа предвидена установа е од областа на културата. Предвидено е седиштето да биде на улица Радован Цонич, број 92, односно зградата на поранешно Радио Тетово, која сега ја користи општинската администрација. За финансирање Центарот за култура Мехмет Паша Дерала Тетово ќе плаќа надоместок од корисниците на услугите, а за основање од буџетот на општината ќе се обезбедат 3 милиони денари или 48.000 евра. Pesna da se sluša, da ja teša moja duša, svirete mi svirači. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto sozidam? Da je teša moja duša, svirete mi, svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša moja duša, svirete mi, svirači. pesna zalea.
pesna da se sluša, da ja teša moja duša, zapete mi ej drugari. Zašto ja zataguvam, dajte da se raduvam, zašto su zidale, dajte pesna da pevam, vaša pesna da se sluša, da ja teša moja duša, svirete mi, ej svirači. Vaša pesna da se sluša, da ja teša moja duša, svirete mi, ej svirači. По период од 15 години за прв пат имаме раздолжена и одблокирана општина Ресен. Со стапувањето на функцијата градоначалник во услови на економска и енергетска криза, со наследен долг од околу 40 милиони денари и блокирана сметка од 2009 година, успеавме без ничија финансиска интервенција и без било какви обврски кон никого денес да имаме 0 денари долг по било кој основ, пишува на својот Facebook профил градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски. Покрај одблокирањето на сметката успеавме да создадеме и позитива од околу 12 милиони денари, кои што позитивно ќе се одразат врз целокупното работење на локалната самоуправа. Ова раководство на локалната самоуправа ја превзеде таа одговорност и конечно го реши долгогодишниот проблем со одговорно, домаќинско и транспарентно работење. Сето ова го правиме, пишува Тозиевски, без да заостанеме во инфраструктурни проекти, помагање на граѓаните и издруженијата, инвестиции во други сфери. Се разбира онолку колку што ни дозволуваат тековните услови и финансиски можности, при што со заштедени средства успеавме да отпочнеме и реализираме неколку нови проекти, како и да реализираме над 80 проекти во изминатиот период. Горд сум и благодарен, пишува Тозиевски, на тимот кој што работеше со мене на оваа проблематика во изминатиот период од 2 години. Сето ова позитивно ќе се одрази врз работењето на самата општина и на граѓаните на Ресен и Преспа во периодот кој следува. Продолжуваме со работа и во една насока, да ја видиме подобра и попросперитетна општина Ресен и Република Македонија. се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа денес дан однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте. Од неа остана само сана век во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена.
zamina. Što ti dade toj što nema pijas? Ako je od ljubov znajas neke taguvam, se najdobro ti posakuvam. Ako je za drugo može ne ti kažat, ljubav sreća ne se kupuva. Drugari, odete i kaj ne, a te ne star odnesete. Mene ne, me čekajte, žar na srce veke ne mi stavajte. Od neja ostana samo sana vek vo mene gorčina. I jedna golema moja pusta želba neostvarena. Moja pusta želba neostvarena. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Pravi me i sveto ime kje ti dari me. Krštev kadenes nije pravi me, vo tvoja čest da nazdravi me. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato. Živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato. Živeam za ovoj den, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje.
neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. Mi se rodi čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato. Živeam za ovojde, neka bide radosne. Ajde gosti na zdravje. На 31 јануари Селвер Джемаили во СВР Тетово пријавил дека две лица ги заклучиле вратите од објектот на Исламската верска заедница во Тетово и му оневозможиле како вршител на должност муфтија да влезе и да ги извршува работните задачи, иако поседувал решение од Исламската верска заедница изготвено уште на 8 ноември 2023 година. Истото се е случувало подолго време, а во спречувањето биле инволвирани и лица ангажирани како обезбедувачи во Исламската верска заедница. Веднаш по пријавувањето на случајот на местото се испратени полициски службеници за да се спречи евентуалното нарушување на јавниот ред. Се превземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Исламската верска заедница со соопштение до јавноста информираше дека досегашниот муфтија е разрешен и мора да ги напушти канцелариите, а како вршител на должност е назначен Селвер Джемаили. На 9 ноември Ќани Несими е разрешен од функцијата муфтија на Тетовското муфтиство со едногласна одлука на Ријасетот, а истовремено од тој момент тој нема право да ги користи печатите на муфтиството, ниту да се појавува во јавноста како муфтија. Неговото име како муфтија е избришано од Централниот регистар и на негово место стои вршителот на должноста, назначен од страна на Ријасетот на Исламската верска заедница на Македонија, доктор Селвер Джемаили, се вели во соопштението на Исламската верска заедница, објавено на социјалната мрежа Facebook. Од Исламската верска заедница бараат надлежните институции согласно нормативните акти да ја надминат оваа ситуација.
tvojite krilja. Tvojite krilja. Наместо досегашните 16,08 денари по метар кубен за домаќинствата ќе се наплаќаат 21,5 денари за потрошена вода за пиење. Ваква одлука донесе Советот на општина Тетово на својата седница. Јавното комунално предпријатие Тетово на 11 декември 2023 година до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад има поднесено барање за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период од 2024 до 2026 година. Регулаторната комисија донесе решение објавено во службен весник, според кое Управниот одбор на јавното комунално предпријатие Тетово донел одлука за утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со вода за пиење. Утврдената тарифа за домаќинствата е 21,5 денари за метар кубен за сите 3 години од 2024 до 2026 година, како и 36,55 денари за метар кубен вода за сите останати корисници, како институциите, правните лица, здравствени установи и друго. Истакна на седница на Советот Зоран Андоновски, представник на јавното комунално предпријатие Шари, ново формираното предпријатие кое досега во рамките на јавното комунално предпријатие Тетово работеше како работна единица за водовод и канализација. Mom
Анализата на невладиниот сектор во кој се вели дека општина Тетово за една година има потрошено 211.000 евра само за дневни и патни трошоци, ја демантираат од општината. Во анализата патни и дневни трошоци на Институтот за демократија и економски анализи ИДЕА се вели дека за патни и дневни трошоци во текот на 2022 година општина Тетово потрошила вкупно 211.031 евро. Председателот на Советот на општина Тетово Бесар Дурмиши на пресконференција вели дека износот е 11.209 евра. Со цел да се разјасни состојбата и да се демантира анализата, општина Тетово ги објавува бројките за расходите за 2022 и 2023 година. Патувањата внатре и надвор од државата за градоначалникот, администрацијата, председателот на Советот на општината и советниците е вкупно 11.209 евра. Оваа бројка е предвидена во буџетот за 2022 година и ги вклучува ситне патни трошоци на представниците на општината, вели Бесар Дурмиши. Тој образложи дека во 2022 година трошоците на средните и основните училишта достигнале вкупен износ од 320.733 евра, но според него сето тоа е платено од Европската Унија во рамки на проекти. Средните училишта потрошиле 266.826 евра, додека основните училишта се поддржани со 53.907 евра. Сите овие трошоци се од Еразмус програмата на Европската Унија. Важноста на овие средства произлегува од нивната посветеност во форма на грантови, кои не се вклучени во општинскиот буџет на општина Тетово, вели Дурмиши. За 2023 година градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами има потрошено вкупно 5.900 евра. Трошоците на Советот на општина Тетово се 1.317 евра, додека администрацијата потрошила вкупно 11.800 евра. Во оваа сума е вклучена и обука на пожарникарите во Англија и обука на некои администратори за проектот за дигитализација во Хрватска. Со оваа транспарентност општина Тетово ја изразува својата заложба за одржување отворена и искрена комуникација со граѓаните и медиумите, истакна Дурмиши. Абер дојде мајко мила за во тугина, мое мило родно место јас да оставам. Крстот сјае златно сонце овде изгрева, многу пари или душа полна, што ли да изберам? Немој мила, не плачи, ако си заминам. Облак сив ке помине, цвеќе ке расцвета. Дали има бисер вечен, река која солза тече, како што е моје Тетово. Дали има поле ширно, земја плодна, небо мирно, како што е моје Тетово. Време пројде, јас по патот за накај дома. Срце ми бие
tako što je moje tetovo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Љубовта не родила мајка
Вработените во печатницата Напредок од Тетово, кои на почетокот на месецов преку медиумите побараат да им се разреши статусот и да ги добијат неисплатените плати, добија колективен годишен одмор, информираат од нивната синдикална организација. Како што велат од синдикатот, вработените во четвртокот дошле на работа и виделе дека со катанци се затворени вратите за влез во зградата и дека има поставено надписи и одлуки за колективен годишен одмор. Од 15 декември 2023 година немаме репроматеријали и не работиме. Ние бевме принудени да доаѓаме на работа и баравме да се реши статусот со цел да ги добиеме неисплатените плати. Вработените во фирмата Напредок 1 треба да земаат плата за ноември и декември 2023 година и сега за јануари 2024 година, како и К15. Вработените во Напредок Принт треба да земаат 6 плати од август 2023 година и сега за јануари 2024 година, како и К15. Во четвртокот вратите беа затворени, а поставени одлуки со подпис на управителот, со кој се вели дека поради намален обем на работа, друштвото донело одлука за користење на колективен годишен одмор од 25 јануари до 14 февруари 2024 година. Вработените треба да се јават на работа на 15 февруари, вели Живка Димовска, која е нов председател на синдикалната организација. Во текот на минатата 2023 година околу 40 работници неколку пати преку медиумите побараа реакција од државните институции затоа што со години нередовно примаат плати и немаат здравствено осигурување, како и решавање на нивниот статус на вработени. Печатницата Напредок во Тетово постои од 1948 година како државна фирма која во 1989 година преминала во акционерско друштво. Од 2006 година е приватизирана со продажба на акциите. Titko doaѓa, pa ja sedam pak kraj lipata, si go čekam ili ja, moj ta ljubov najmila, si go čekam ili ja, moj ta ljubov od mladosta. Stara sestro najmila, kraj tebe ja mina mladosta. Ako svrati ili ja, moj ta ljubov najmila, te molam, kaži mu ja istinata. Kada zamina
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Женам јас, еве дојде час, најдо мома добра, убава и згодна, и на мајка една. Море ке ја земам, веќе време немам. Ајде сите, ајде, веќе дојде чухна еднаш и за мене. Ајде сите, ајде, време е за славје. Напите се сега, весело на здравје.
И пред самиот крај, еве што вели на својот Facebook профил професорот од Филозофскиот факултет Велимир Трајковски. Тој им испрати порака на своите студенти дека не сака да види назив Северна во нивните индекси, бидејќи ако го видел тоа како што наведува, ќе добијат уште на старт една пониска оценка. Држава на раѓање. Драги студенти, постдипломци, докторанти, сите вие што сте родени од 1991 година наваму, во индексот кај држава на раѓање треба да ставате исклучиво само Македонија и ништо друго. Никакво РСМ, Р.С.М. РС Македонија и слично не сакам да видам. Таму не ви пишува држава на живење, а дури и тоа да ви пишува, не мора да бидете толку политички коректни. Ви укажувам на првата страница на индексот, таму каде што ќе видам нешто такво, во старт имате една оценка пониско. Или може би грешам, ние имаме 5 годишни деца на студии, откако некои политиканти на сила и со манипулации го прифатија пежоративното име. Берете ум во глава, се наведува во објавата на професор Трајковски. Ти ме знаеш, чашо златна, друшкена и верна. Само ти го памтиш, срчо мила, моето минато. Со тебе сум толку многу испил, некогаш и поднапил. Со тебе до часот, пишан суден, ке сум катаден. Свршени уморни, се уште сме заедно. Жали ме за спомени, чашо од давнини. Вајцата истрошени и во песна стопени. Плачеме и пеме, чашо од убавини. Те прашат, чашо златна, нема онеми. Никому ни збор да не си рекла, колку си со мене. Ако мене пак ме праша, чашо, зошто сум со тебе? Нека биде тајна што ќе гори вечно во мене. Свршени уморни, се уште сме заедно. Жали ме за спомени, чашо од давнини. Вајцата истрошени и во песна стопени.
Plačeme i peme čašo od ubavini, tragini ostavija vino to i pesnite, ama ubavinite čašo večno te i pamtime. Ostavija vino to i pesnite, ama ubavinite čašo večno te gi pamtime. Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никак, Вецеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно,
а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја отсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума каде сретнал 3 момчиња што се тепале.
Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и нејзините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.